А сега го зголемуваме друштвото, бидејќи во другиот агол од нашето студио веќе нашата Слободанка ова утро е подготвена за првиот разговор со незиниот денешен гостин, познатиот дерматовенеролог, професор доктор Андреј Петров. Добре ни дојдовте. Професоре, благодарам на поканата. И добро утро, Слободанче. Верувам дека ќе имате многу интересен разговор, особено заради тоа што ќе говорите за сите новитети поврзани со ласерскиот третман во дерматологијата и се она што може ласерот да поправи и да коригира на брз и едноставен начин. И како може да помогне и за разубавување. Да. Еве се ближи 8 март, па ќе кажеме и неколку понуди околу тоа. Сузе, добро утро до тебе, добро утро до нашите гледачи понеделнички, посакувам убав ден и убава недела. И добро утро исто така и за вас, и што одвоивте време, понеделничките и вие да бидете дел од утринската програма. Добро утро секој утро. Благодарам, Слободан. Ке разговараме, како што еве и Сузе најави, и имавме и во најавата, толкому за ласерот. Кога зборуваме за ласерот, секогаш не асоцира на нешто што не е сакано кај нас, па да го, ете, со ласерската епилација отргнеме. Да го коригираме, така. Сега, би сакала тука, кога зборуваме за ласерот, сепак да имаме и од медицински третмани, меѓутоа имаме и естетски третмани, најверојатно. Може ли тие да ги поделиме? Па да, ласерите генерално има две групи на ласери за медицинска употреба, се едните и другите, меѓутоа се делат според, да кажем, агресивноста спрема ефектот што го предизвикуваат. Ние медицински ги делиме на аблативни ласери и на неаблативни ласери. Значи, аблативни или народски кажано оние што сечат, и неаблативни оние кои не прават сечење на кожата, туку на некои други условно сечење во наводници на друг начин делуваат. И тие неаблативни ласери исто така се користат за различни естетски третмани, да кажем, кои се работат почнувајќи од епилација или депилација со ласер, како ја нарекуваме, или англичаните викаат hair removal, кај што е една од најпопуларните индикации за употреба на ласери. Ние користиме тука диодни ласери, кои се претежно од американско или од израелско производство во нашата болница во Аџибадем Систина. Меѓутоа користиме ласери и за други третмани. Користиме ласери за хируршки третмани на кожа, за отстранување сечење на израстоци, за терапија на лузни, за подмладување на лицето, и тоа се инвазивни ласери. Значи постои ласери за подмладување на лицето. На каков принцип е работи? Тој со оглед на тоа дека кажавме се ближи празникот 8 март, па за разубавувањето на жената, еве нешто повеќе да слушнат околу разубавување со ласер, да бидам искрена, еве јас ова прв пат го слушам. Па тој ласер делува на он ги сече оние површни невидливи флеки, мислам, лесно одвај видливи флеки на кожата, кои се различни пигментации со текот на времето од сонце, од старење на кожата што се развиваат, и од друга страна стимулира долу нов колаген. И тој колаген ги пополнува тие интраепидермални пречки, или практично го ја подпира кожата, го подпира епидермот. А колагенот е многу потребен, и на тој начин ја разлекува, ја обтегнува кожата, и тој ласер е многу добар за оние така наречени статички брчки или брчки од старење на кожата, кои се резултат на генетика, на влијание на сонце и така натаму. Загадениот воздух сигурно многу влијае. Има и студии за воздухот, тој не е главниот фактор. Главниот фактор сепак е ултравиолетовото зрачење. Зрачење, така, UV-зраците. Често пати кога ќе дојдат кај мене господја или господин, се има и мажи кои се одлажуваат на естетски третмани и ќе кажат: докторе, кој е најдобриот лек против старење? Како на шала ми го поставуваат, како на шега ми го поставуваат прашањето, најдобар лек против старење е заштитен фактор од сонце. Бидејќи сонцето е тоа што најмногу ја старее кожата, и ние со ласерот се трудиме да ги поправиме тие ефекти. Се разбира, има и некои брчки подлабоки кои што не можеме со ласер да ги испегламе, кои можат или со хируршки лифтинг, или со ботокс, или со филери, или на друг начин. Во суштина, нашиот пристап е комбиниран пристап, меѓутоа ласерот во естетската дерматологија е неопходна алатка. Тоа е, како да ви кажам, како мајстор да нема штрафцигер и да нема чекан, така испаѓа некоја современа дерматолошка естетска амбуланта без ласери. Така, каков е ефектот еве кога зборуваме за подмладување на кожата токму со ласерот и временски период, дали постои колку пати треба да се повтори? Па има различни
шеми, различни модалитети. Оние што се за подмладување, ние ги правиме на месец дена. Кај што да речеме, ако е лице во прашање, или лице и врати, некојаш лице врати деколте. Кај жената во подминати години вратот е нели една од оние проблеми со кои имаме што се различни соочува. индикации ние за употреба на лазер, ги користиме и за раце, за подлактици, лице, врат, во поново време се користат и за, да речеме, за вагинална реовинација и за други естетски зафати кои ги правиме. На целото тело, значи. Целото тело може да го работиме. Меѓутоа, генерално, најмногу се користи за лице и врат и тука се користи на растојание од еден месец. Ги избегнуваме месеците јуни, јули и август, кога има многу сонце, заради тоа што ласерот, ако во тој период удира по лицето, може да остави тие пост ласерски пигментации, како да го иштампа како со точки лицето. И кај нас на одделение е забранета употребата за тие неколку ласери во тие месеци. Ние ги работиме на експонирани делови од телото и тој им го препорачуваме и на сите други пациенти кои доаѓаат кај нас во Систина, дека без разлика дали некој ќе им понуди од комерцијален ефект да го прават тоа во сред лето, да не го прават. Да не ги прават ни ласерите за епилација во сред лето, заради тоа што и тие може да предизвикаат такви промени. Значи тоа се методи кои ги користиме и кои... Но секако пред 8 март можеме да ги искористиме понудите. Пред 8 март, понудите. како не, ние имаме и некои понуди специјални што се ќе ги нашите колеги. Ајде малку околу тоа, со оглед на тоа дека еве се ближи 8 март, што е оно што ќе го понудите? Ние традиционално, почнувајќи сега од некаде од Сен Валентајн или за некој Свети Трифон кој како сака, кој како милува да го празнува. Убави празници се, виното и љубовта кога ќе се спојат, навистина е убава. Се убави. И од тогаш почнуваме ние со едни промотивни кампањи на ласерите кај нас со 30% попуст на сите ласери кои трае некаде до почетокот на април. Значи ќе офати и 8 март и сите оние убави денови влезот во пролетта или влезот во летото ако сакате, кога и треба да се припреми кожата за таков тип на третмани. И тоа е вистинското време, може да се ласерите се мокно оружје, ние ги работиме веќе кај нас едно 12-тина години, со самиот почеток важи. И што покажува еве 12 години искуството со работењето на ласерот? Па и пред тоа, јас сум докторирал на таа тема на ласерите. Ласерот е иднината во дерматологијата, во естетската дерматологија и е многу поефикасен од некои конвенционални методи кои се употребувале некојаш. Ние за различни тип, да речеме, одредени вирусни израстоци, кои сме ги некојаш гореле со азот. Да, на времето. Сега ги отстрануваме со ласер. Со ласер, така. Некои работи помали, некои туморчиња на кожа кои знаеме дека се бенигни, место ги сечеме да му правиме лузна на човекот, да ги шиеме, ги сечеме со ласер. И се става само една лепенка која ги обтегнува двете страни и завршена работа е. Значи медицината оди напред, ласерите се дел од таа технологија, ние ги имаме 5 ласерски системи кај нас, во фаза сме за набавка и на еден кој би го користеле кај тетоважите и очекуваме и тој да го добиеме и меѓутоа генерално имаме еден широк спектар. Кога ќе прашаат пациентите кој е најдобар ласер, најдобар нема. Сите се добри за одредена своја категорија на работа, да. Во помалите амбуланти прават обиди да комбинираат со ние, да кажам, се во едно системи, ама и квалитетот на услугата е различен. Сега би сакала да зборуваме и за тоа дали се, да кажам, малку болни, поболни, зависно од тоа што отстрануваме и што правиме со ласерот, па да појасниме нешто и околу тоа, околу методите на употреба на ласерот на кожата и на целото тело. И за отстранување, да кажеме, и за несакани влакна, и за отстранување на лузни, за било што и да се работи. Дали е болен метод или? Па, ние ставаме анестетик, значи, за да не биде болен. Да, имаме процедура. Таа болна сензација вие не може да исклучите се со различен интензитет, зависно од интензитетот на ласерот. Меѓутоа, генерално, ние ставаме обично анестетик локален лидокаин во облик на крем, кај оние поедноставни, да кажам, помалку болни методи, таму кај што е нешто поболно им ставам инфилтративна анестезија, локална со лидокаин. Ги боцкаме затоа што има работи кај што траат подолго, поболни се. А основно правило во модерната медицина е дека пациентот не сме да чувствува болка кога работите. Вие не може да... Па да, сакам да го појасниме и тој. Па не треба да чувствува болка, иако има, да речеме, одредени зони, да речеме, кога ги работиме генитални брадавици или кондиломи, тука настојувам да не ги боцкам со лидокаин,
заради тоа што па интензитетот на болка ми е индикатор до каде во длабочина сум дошол со ласерот. И тука ставаме анестетик во облик на крем, стои 40 на минути кај пациентот и потоа го третираме. Препораките се дека така е подобро. Сега некој што епте не може да издржи, па и таму ќе боцнеме, ќе му ставиме анестезија. Така. Сега би сакала и ме интересира што е она што кажавме дека веќе и припадниците и на посилниот пол користат естетска, сакат естетски да изгледаат убаво, естетска хирургија, па и ласер, што и да спаѓа во тоа. Меѓутоа и кај припадничките на понижниот пол и кај мажите, што е она што во Македонија, поточно кај вас најмногу се бара за разобавување? Па најмногу доаѓаат или за ласер, за така наречениот CO2, фракционен CO2 ласер, кој е едно мокно оружје за подмладување, тоа што доаѓаат кај мене. Доаѓаат доста за ботулинум токсин, за популарно наречен ботокс, тоа е неправилно, пошто тоа е фабричко име. Денеска ги има многу такви. Каков е методот на работа за ваков вид на подмладување? Па ние ги комбинираме, обично одиме со ласер за целото лице, ги боцкаме овие поголемите брчки на чело, околу очи, со ботулинум токсин, со ботокс. А во длабоките оние бразди што се назолабијално или на друг дел од лицето, боцкаме пополнувач на ткивото или тоа е англиски термин филер, значи што значи пополнувач кој на некој начин додава нов волумен на кожата на лицето. Кај жените често пати доаѓаат и за уста, за аугментација на устата, за интензивирање на устата, па имаме расправи, јас не сакам толку многу да ги боцкам, некои сакаат повеќе, некои помалку. Малку тоа е некој баланс кој се трудиме да го направиме, зашто докторот треба да го направи тоа што треба, а не тоа што пациентот сака да го направи, понекогаш тоа не е реално. Но вие им кажувате искрено, да, отворено и сме направиле добри релации, луѓето во суштина знаат дека тоа е тоа. Тоа се медицински процедури кои се со минимален ризик, се разбира некаков ризик постои, се разбира постои и минимален ризик од грешка, секогаш никој не е безгрешен, а меѓутоа има начини на корекција. Така. Сега она што е многу важно, сите кои што доаѓаат кај вас, сигурно сум дека излегуваат и се задоволни од сето она што вие ќе им го понудите, од она што го имате, како моќно кажуваме, оружје за подмладување и да бидат задоволни од својот изглед. Па мнозинството од луѓето верувам да, бидејќи на тој обем на пациенти кои ги имаме, речеме само јас некои 4000 пациенти годишно гледам. Добро, не се сите за естетика. Меѓутоа, генерално, најголем дел од луѓето огромно мнозинство се задоволни и се трудиме тоа да го, како реноме да го држиме. Пак ви повторувам, некојаш човек не е семоќен, некојаш не може нешто да коригира, некојаш се случуваат и некои работи кои секоја работа си ги носи, меѓутоа ние сме тука, ако ништо друго луѓето знаат дека кај нас секојаш телефон ќе се дигне и дека секојаш има за се што треба одговор на прашањето што се поставува. Така да тоа е нешто што се трудиме да го држиме и да работиме повеќе. Јас и тимот на доктори кои работи со мене се трудиме максимално. Би сакала и околу, имаме, мислам дека уште малку време да 3-4 минути. Да, уште 2 минути да ги искористиме за несаканите влакна. Тоа ќе дојде и го именуваме како ласерска епилација, така? Дали мажите го бараат тоа во последно време? Го бараат се повеќе. Порано беше тренд кај спортистите само. Верувам, да. А меѓутоа денеска го бараат и мажите се повеќе, но претежно го бараат жените. Жените, да. Ајде малку само околу тоа да објасниме колку со ласерската епилација ги губиме влакната и за колку време потоа нели дали може повторно да израснат. Тоа е најдоброто средство и таа е релативно трајна ласерска епилација. Релативно, ќе ви кажам зашто релативно, значи се прави 6 пати на растојание од месец дена. Зошто? Заради тоа што сите влакна во циклусот 6 месеци пораснуваат. Секој е во различно некое ниво на растење. Вие треба да го фатите точно во тоа ниво, во фазата на раст, кога треба да го уништите влакното. Влакната пред тоа треба да се отстранат за да делува ласерот директно во коренот на влакното, а не да делува во самото влакно, да се потроши енергијата народски кажано за џаби, и на тој начин сите влакна на телото може да се направат, кожата да се направи народски кажано стакло. Единствено што понекогаш ќе треба да се повтори, тоа им го кажувам отворено на пациентите, лице и гениталии заради хормоналната стимулација. Тие влакна на лицето и на гениталите се изложени повеќе на хормонална стимулација, на тие андрогени хормони кои ги имаме, и заради тоа
понекогаш таму треба да се повтори. Инаку ласерската епилација или ласерското отстранување на влакна во споредба со другите методи е, како да ви кажам, како да Нема споредба. Тоа Мерцедес во таа област. Верувам. И секако, еве, за овие периоди од месеците кои што следат, јас би сакала да ви искористам за тоа. Еве, припадничките на понежниот пол можеме да секогаш тестираме на нас, така ќе кажам, креми разноразни. Што треба точно кога ние треба точно да знаеме каква крема треба да ја употребиме, еве за крај? Па треба да се Кои анализи треба да ни се направат за да знаеме? Треба да се види, да се отиде, затоа што некој има пошироки пори, некој има посуво лице. Ако ставите многу масни подлоги на масно лице, ќе ги запушите порите. Ако ставите многу на суво лице, многу ретинол, обично ставаат за подмладување ретинол и витамин С, уште повеќе го пресушите. Особено главна грешка што ја прават, ставаат ретинол, ретиноиди околу очите. И тоа е толку осетлива кожа, тука ги иритира. Кај луѓе со атопичен дерматит, со сува кожа, очите се едно од местата кај што се развива, така да најдобро е да се види. Се разбира, и на убавите луѓе им треба понекогаш нега на кожата. Разубавување нега на кожата и тоа токму сакав да прашам затоа што знаеме ние да експериментираме секогаш со кремите, ако видиме нешто на реклама, па виднеш сакаме ние тоа и производ да го имаме, но тоа не значи дека ќе одговара на нашата кожа, затоа дерматологот е тука да ни каже дали треба или не. И една работа што треба да водат сметка, секогаш кога купуваат во продавниците да гледаат да бидат тоа медицински тестирани производи. Да пишува дека е медицински тестирано. Често пати се лаже тоа да е органско, да е вако. Не е тоа битно дали е органско, битно е дали е медицински тестирано и дали е одобрено за таа индикација. Убав совет за крај, многу ви благодарам што бевте дел од утринската програма и што убаво објаснивме за ласерот и неговата примена за нашето разубавување. Јас само сакам да се надоврзам на наша сметка, се разбира, со оглед на тоа што првата тема пред да го почнете разговорот ни беше со гледачите, се разбира дека колку ние се гордееме со Гоце Делчев и дали тој би се гордел со нас вакви какви што се, така да ве слушав за тоа дека се повеќе мажи се охрабруваат да прават трајно отстранување ласерско на своите влакна и тука се прашувам вистински дали Гоце би се гордел со денешните мажи. Времето си го носи своето, што да кажеме, различно е времето кога тој живее. Да се пошегуваме се разбира и на наша сметка, зошто да не. Гоце бил голем визионер и верувам дека со таквите големи напредни идеи, па дури и со тоа би се носел некако. Ви благодарам многу, доктор Петров, за сите овие корисни информации поврзани со лазерскиот третман во современата медицина и се она што во Аџи Бадем Систина го имате.